Ваша Екселенција, почитувана господја Кейт Бърс, амбасадор на Соединените американски држави во Република Северна Македонија, почитуван господин Оливер Спасовски, министр за внатрешни работи во владата на Република Северна Македонија, почитуван господин Аднан Джаферовски, директор на дирекцијата за заштита и спасување, почитувани присутни, почитувани представници на медиумите, дами и господа. Дозволете ми најнапред да искажам голема благодарност на амбасадата на Соединените американски држави во нашата држава за дадената подршка на Црвениот крст на Република Северна Македонија во спроведување на активностите за одговор на последиците и предизвиците настанати од COVID-19. Your Excellency, distinguished Mrs. Burns, Ambassador of the USA to the Republic of North Macedonia, distinguished Mr. Oliver Spasovski, Minister of Interior, the Government of the Republic of North Macedonia, distinguished Mr. Adnan Jaferovski, Director of the Protection and Rescue Directorate, attendees, representatives of the media, ladies and gentlemen. First of all, allow me to express my gratitude to the U.S. Embassy in our country for the given support to the Red Cross of the Republic of North Macedonia in the implementation of the activities related to the response to the impact and challenges of COVID-19. Нашата држава, со своите политики, преку единствениот систем за одговор на катастрофи, презема да низа активности кои се насочени кон убlažување на последиците настанати од пандемијата COVID-19, кон кои се вклучи и дава придонес и Црвениот крст на Република Северна Македонија како дел од заедничкиот одговор на државата. Our country, with its policies through the unique disaster response system, undertakes a number of activities aimed at mitigating the consequences caused by the COVID-19 pandemic, where the Red Cross of the Republic of North Macedonia is involved and contributes as part of the joint response by the country. За Црвениот крст, добиената хуманитарна помош од челни лампи и мобилни рефлектори придонесе за подобрување на перформансите на единиците за одговор при катастрофи во спроведувањето на теренските активности за одговор на COVID операцијата. For the Red Cross, the received humanitarian aid in headlights and mobile reflectors contributed to the improvement of the performance of the disaster response units in conducting field activities in response to the COVID-19 operation. Мобилните тимови на Црвениот крст се континуирано ангажирани со помош и подршка на ранливото население во домашни услови и на терен преку давање на соодветна помош. Нашите волонтери за ранливото население погодено од вирусот постојано обезбедуваат помош во храна, средства за хигиена, средства за дезинфекција, снабдување со лекови, психосоцијална подршка и друго. The Red Cross mobile teams are continuously engaged in helping and supporting the vulnerable population at home by providing appropriate assistance. Our volunteers constantly provide food, hygiene products, disinfectants, drug supply and psychosocial support to the vulnerable population affected by the virus. Особено би сакала да ја истакнам плодната повеќегодишна соработка која Црвениот крст на Република Северна Македонија остварува со амбасадата на САД во нашата држава. Од особено значење е солидарната подршка која изразуваат вработените во амбасадата со нивна вклученост и обезбедување на хуманитарна помош, како и доброволно дарување на крв во акцијата која амбасадата во соработка со Црвениот крст ја организира по повод 11 септември, денот на терористичките напади во Њујорк. I would like to especially emphasize the fruitful long-term cooperation that the Red Cross of the Republic of North Macedonia has with the U.S. Embassy in our country. The solidarity expressed by the staff of the embassy with their involvement and provision of humanitarian assistance, as well as voluntary blood donation, in the action organized by the embassy in cooperation with the Red Cross on the occasion of September 11th, the day of the terrorist attacks in New York, is of particular importance. Исто така би сакал да истакнам соработката и поддршката на УСАИД во обезбедувањето на помош за ранливото население погодено од COVID-19. Значајна е и соработката со Мировниот корпус, кој дава силна поддршка на Црвениот крст во развојни програми за помош на населението во заедниците и промовирање на вредностите на волонтеризмот. I would also like to emphasize the cooperation and support of the USA in providing assistance to the vulnerable population affected by the COVID-19. The cooperation with the Peace Corps is also important, which provides strong support to the Red Cross in community assistance development programs and promoting the values of volunteerism. На крајот, дозволете ми уште еднаш да го истакнам нашето задоволство до сегашната соработка и поддршка, за која сум убеден дека во иднина ќе продолжи и истата ќе резултира со поголеми хуманитарни ефекти во нашата заедница.